Часовник без стрелки. Силен детски джагор се слушаше на улицата. Неколку деца беа собрани во круг, а во средината стоеше Иво. Горделиво го покажуваше својот нов паметен часовник. Еве гледајте, ако го одопрам ова копче, испраќа SOS порака до мајка ми и татко ми веднаш да ми се јават. Ова не е само часовник, туку и телефоне во исто време. И знаете што е најважно? Водоотпорен е, објаснуваше горделиво Иво. Навистина Иво, многу е убав, се согласи и Вики. И корисен, заклучи Матео. Иво, часовникот ти е супер, но јас знам за еден уште покул часовник, се јави Јован. Ха, тешко дека постои таков. Овој е по последна технологија, врати Иво подналутено. Да се најдеме утре тука во 10 часот и ќе ви покажам, предложи Јован. Сите сакаа да знаат каков е тој часовник што е покул од оној на Иво. Договорено, се согласија во еден глас. Утредента во 10 часот, начело со Јован, тргнаа во потрага по мистериозниот часовник. Еве, стигнавме, рече по некое време Јован. Сите застанаа пред една голема железна порта. Јован полека ја отвори. Еден по еден влегоа во големиот двор. Пред нивните очи се појави градина како од бајките, со разнобојни цвеќиња и расцутени дрвја. На средината од градината имаше нацртано голем круг со броеви. Во средината на кругот стоеше исправен железен стап. Настана тишина. Здраво друштво, ги поздрави Бобан, постариот братучет на Јован. Здраво, одговараа децата едно по едно, како да не и веруваа на гледката пред себе. Ова е Бобан, објасни Јован. Тој и дедо Пепи го направија ова што го гледате тука. А што е ова? Праша Вики. Ова е сончев часовник, објасни Бобан. Дали сте виделе некогаш ваков часовник? Не сме виделе, но сме слушнале, одговори Вики. Но како го направивте? Нашиот дедо е наставник по географија и ни помогна да го направиме. А како може да се види колку е часот на овој часовник? Праша Мими. Бобан зеде едно поголемо стапче и почна да им објаснува. Со помош на овој стап во средината, кој се нарекува гномон, сенката на сонцето покажува на броевите. Ете, погледнете и кажете колку часот е сега. Иво веднаш погледна во својот часовник и рече: сега е точно 10 часот и 33 минути. Овој часовник не може да го покаже точното време. Не може, но некогаш одамна луѓето на овој начин го сметале времето, објасни Бобан. А ноќе? Како го покажува времето ноќе? Праша Тони. Сите погледи се свртија кон Бобан. Овој часовник работи со помош на сончевите зраци. Затоа ноќе не работи, објасни Бобан. Во старите времиња луѓето ноќе се ориентирале според месечината. Но знаете ли што е интересно? Со помош на овој часовник може да се одредат и страните на светот. Страните на светот? Како? Прашаа сите во еден глас. Онаму каде што сенката е најкратка. Таму се наоѓа југ, им покажуваше Бобан. Ха, покажува ли твојот кул часовник каде е југ? А Иво? Праша зајадливо Матео. Не ми треба часовник за да знам каде е југ, врати Иво муртејки се. Ајде, ова не е надпревар, се обиде да ги смири Бобан. Сите часовници се кул. Од сончевиот, преку песочниот и часовниците со механизам, па се до дигиталните часовници. Сите им помагаат на луѓето да ги завршат работите на време. Децата уште долго останаа и погодуваа колку часот покажува сончевиот часовник. Сенката се поместуваше од еден на друг број. Кога се вратија во нивната улица, Јован зеде една поголема прачка и ја зацврсти да стои исправено во земјата. Ајде и ние да направиме еден сончев часовник, предложи. Ке не подсетува кога е време да јадеме, а кога да си одиме дома. Што велите? Ги праша другите. Без да кажат збор, сите се собраа и почнаа да прават круг околу прачката.